12.000 пензионери од Македонија се дискриминирани и не добиваат повисока пензија само затоа што живеат во странство. Тие не го добија второто линеарно зголемување од 2500 денари, поради измени во Законот за пензиско, во кој се додава услов од пензијата да се исплаќа во Република Северна Македонија. Ова го утврди Комисијата за заштита од дискриминација. Со измената се создава нееднакво третирање без оправдана цел, со исти права и придонеси. Дел од пензионерите се исклучени единствено поради место на живење. Се забележува и недоследност. Истата цел еднаш важи за сите, додека вториот пат само за пензионерите резиденти на државата. Ова уште повеќе што надлежните органи воопшто не се осврнале на оправданост, ниту образложиле која е целта на државата, поради која ја исклучила оваа група пензионери. Комисијата им препорача на Министерството за социјала и владата заедно со собранието во рок од 180 дена да го изменат законот. Доколку не се стори тоа, тие нема да добијат ниту едно следно зголемување. Од владата за Сител велат дека прво ќе чекаат одлука на Уставниот суд. Таму се поднесени 3 иницијативи и веќе е оформен предмет. При донесување на ваква одредба е земен предвид финансискиот капацитет на системот и избегнување несоодветни трошоци што би можеле да го нарушат буџетот на фондот за пензиско. Уставот на Република Северна Македонија гарантира еднаквост пред законите, но истовремено дозволува разлики во третманот, доколку тие се базираат на релевантни и оправдани критериуми, поврзани со јавниот интерес и законските основи, велат од владата. На ист став е и заменик министерот за социјална политика. Со ова не само што како држава го заштитуваме пензискиот фонд во Македонија, туку ги заштитуваме и пензионерите кои што треба и се активни во пензискиот фонд. Знаеме дека имаме кревка економија, кревок пензиски систем. Само ако ги видите за пример една Австралија, која што ги работиме како и предмети во Македонија, една Франција и така натака, тие бараат со години назад да добие оној кој што бил работник пример во Австралија 5, 7, 8 или 10 години, бараат изводи од сите изминати пензии во Македонија, па потоа прават репроценка колку треба да му биде неговото покачување на пензијата согласно она што го добива во Македонија. Зголемените мартовски пензии беа исплатени на 1 април, а измените во Законот за пензиско се објавени една недела подоцна, на 8 април. Тоа, како што пишува комисијата, значи дека во моментот на исплата законот не бил во сила, а не може да важи ретроактивно затоа што тоа е спротивно на Уставот. Дискриминираните пензионери имаат право да ја тужат државата и да добијат одштета. Мартин Арсов, Сител телевизија.